Срамота. Вечер на раскажување квир приказни. Срамота. 1 јули. Кинокултура. 21 час. То неразбрано. Добро вечер, драга публико. Добре дојдовте на второто издание на Срамота во организација на Коалиција Маргини и Пич Прич. Пич Прич сме јас и Ана, вие решите кој е Пич, кој е Прич. Вечерва ви спремивме квир приказни од 6 интересни, битни, општествено-културни дејци од Македонија, па годинава имаме и некои од странство. Нешто околу концептот на тоа зошто, всушност, да не заборавам, ова го правиме како промо настан на Прайд викендот, тоест викендот на гордоста во Скопје, што се одржува следната недела, следниот викенд. А малку повеќе околу тоа зошто срамота и зошто оваа година повторно идеме со истата тема срамота, ќе ви кажа Пич или Прич Ана. Значи, прашањето беше зошто срамота? Срамота затоа што срамот е главниот камшик на патриархатот, што уште од многу рана возраст не става во едно ќоше и ни вели мора тука да седиш и мора да се придржуваш до тие хетеронормативни норми, инаку тешко тебе, сите ќе ти се смеат, сите ќе те мразат, никој нема да сака да се дружи со тебе. Заради тоа ние решивме на тој срам да го обелодениме тој срам и ние да му се изнасмееме во лице, за да може на некој начин потоа да го освоиме и за да нема веќе таа моќ да не репресира и да ни кажува дека мора да сме негде во некој мало темно ќоше. Во однос на тоа зошто квир, имаше некои многу интересни коментари на нашиот настан. И сега што, посебно за Кили имаше еден. Кили не е би, Кили не е гей, какви он искуства ќе кажува што се квир? Па сега, не знам. Не знам ни за тебе, а не е битно. Како и да е, квир во оваа ситуација не значи само да си сексуално различен од тоа што општеството го припишува, туку означува известен тип на отклонување од строгите конзервативни норми кои што ни ги припишува општеството. Така што сватете го овој термин малку по-широко, исто како што беше и минатата година. Што се однесува до концептот на овој настан, кој што потекнува од Пич Прич, знаете дека се работи за околу 10 минути приказна, која што секој од нашите раскажувачи ја раскажува, не знаеме дали приказната е вистинита, не знаеме дали е измислена, тоа не е ни битно, тоа можете после вие да се дискутирате. Меѓутоа, исто така, јас и Ана не ги знаеме приказните кои што ќе ги раскажат нашите вечерашни гости. Една од причините зошто не ги знаеме раскажувачите е за мене и на Ана е да ни биде забавно, исто како што ви е вам. А другата причина е што ова не е театар. И ова не е нешто припишано за кое што ние сакаме после некому да солиме памет. Туку, сакаме да ги поместиме малку границите со приказните на сиве овие луѓе. Тие приказни може да бидат некогаш скандалозни, може да бидат смешни, а може некогаш да бидат и така, да ве вознемират. Меѓутоа, тоа е еден чекор понатаму во општеството. Ние би сакале да предизвикаме дебата, не само да се смееме и не само да критикуваме, меѓутоа да дебатираме за тоа што се случило. И во таа смисла, сите наши настапувачи се екстремно храбри. Сосем е точно дека се екстремно храбри, затоа што овие светла тука често пати, иако би требало да имаме некаков став јавен, не разголуваат, па понекогаш излетуваат некои неочекувани работи од нас, меѓутоа е добро многу затоа што потоа има за што да разговараме. Мотото на овогодишниот викенд на гордоста е настрано политичко, па затоа овие луѓе тука ќе ви ги раскажат своите настрано политички некоректни приказни, меѓутоа пред да дојдеме до тој момент, прво ние ќе ви ги прикажеме онака како што чаршијата така сочно би ви ги прикажала. За првиот наш раскажувач вечерва, јас и Румена се испокаравме кој да го представи. Значи, до толку е популарен. Воедно решивме прв да раскажува, затоа што постоеше благ страв кај нас дека може да влезе да ги коригира приказните на останатите раскажувачи или да им влегува во збор. И заради тоа решивме дека прво ќе му го дадеме микрофонот, па ќе му го земеме и толку.
Како што некои од вас може би предпоставуваат, нашиот прв раскажувач понајдома румена ке него долу. Да, тоа е Никола Гелевски. Инаку Никола Гелевски е познат по начинот на кој што се справува со луѓето околу себе. Дали има ајде, може ли да рекоплескате доколку Колја ве навредил или си испокарал со вас животот? Еве, јас на пример ќе ви представам како Колја во нашата последна преписка мене ме представи. Ми рече дека сум перфидна лицемерка, ми рече дека сум паланечка малограѓанка, а потоа ми рече дека сум естетски и морално дефектна, како и другите македонки. Меѓутоа, ние на Колја му простуваме како и на секое мало дете, бидејќи веќе повеќе од 2 децении, 3 децении, затоа што Колја е многу стар. Ја држи постојано во напон македонската независна културна сцена и да не беше тој, таа ќе беше навистина многу сиромашна. Па ете, една од причините зашто го викнавме е таа. Така, Нешто можам да кажам? Моментално, колку што сум слушнала, јас не сум директно запозната. Тоа е во свој втор пубертет и многу ужива и внимава како изгледа и затоа го имаме токму вечерва. Ве молам Еден аплауз за Колја. Нели е стара љубав? Нашата втора раскажувачка се вика Маја, мислам. Си слушнала за Маја? Знаеш која е ова? Немам појма. Си гледала вчерашни? Не. Не јас. Значи, ако сте гледале вчерашни, тоа веројатно ја знаете Маја Марковска. Инаку Маја Марковска вечерва представува една квота. Та заедно со мене, Маја е представува провинцијската квота, ние сме двете провинцијалки тука. Од кај точно? Па голема провинцијска квота, не само Битола, туку Битола, Прилеп и Струга опфаќам во едно. Еден аплауз за Маја Марковска. Следниот раскажувач наш... Си го тргне од ливчето од фаца. Следниот наш раскажувач е познатиот наш теоретичар Артан Садику, познат по своите долги беседи, исто така по своите чести исчезнувања. Освен тоа, стекна доста солидна репутација дека се лапа со кој ќе стигне низ градот. Кој се лапал со Артан, ве молам. Инаку да ви кажам, Артан уопште не личи на шиптар. Значи, гледайте го, ич не му се познава. Малце кога ќе прозбори, така ќе приметите малце после кога ќе збори. Инаку и јас имам пријатели албанци. Артан е еден од нив, ама да ви кажам искрено многу го тупи и стварно не знам зашто сме го викнала. Ана, идеја? Заради квоти? Па, не знам, лепота или квота? Тука негде. Кој е следен? Аха, Ивана Дракшич. Па јас би рекла дека исто како Колја, Артан и Кили, и Ивана Дракшич нема цицки. Ивана исто така е позната како мирољубива и неконфликтна личност. Како сум поголем дел од нашите останати гости. И доста истакната борка за права разноразни, за градот, за едно за друго. Меѓутоа, оно што е важно за неа е дека, за разлика од многу своји блиски, не заврши во хотелја. За разлика од еден другар, нејзин најболи. Нема да го споменеме директно. Иначе супер што се вика Ивана, оти, например, да се викаше другачие, Андреја или нешто така, немаше да знаеме дали е машко или женско.
Така да, Дракшич, мислам, тоа ништо не ни кажува. А во слободно време тврди дека е диџејка, се шлепа на дечко и кој што е познат диџеј се знае дека е тоа машка работа, нема везе. Не знам друго шо при... А колку што знам, јас една од најголемите обожавателки на Мара во градот и по цел ден го поминува со неа. Ако не знаете, тоа е незиното куќа, не знам која раса е, слабо ми оди, тоа е тоа. Не знам, важно се вика Мара и Мара. да ја поздравим Ивана Дракшич со еден аплауз. Веќе кога сме кај Мара, следниот наш гостин е Кирил Попхристов. Јас имам слушнато за Кили дека пушал марихуана. И заради тоа сме многу благодарни дека Кили не заборави да дојде вечерва. Фала ти, Кили. За тие што не го познаваат Кили е еден, така речеме, просечен, подпросечен глумец, музичар, секаков тип на изведувач кој што може да се снајде во еден куп улоги кои што потоа се сметаат за легендарни. Меѓутоа, да не беше некој негов испад со пцости на телевизија, јас не сум сигурна дека ќе беше познат. А врвот на славата го достигна со тоа што единствено нашите гости, кој што бил на робија, за сериозен кривичен пристап. Така што му благодариме на нашиот робијаш што дојде вечер. Ја знаеш ли ова? Повторно одговорот е не. Една недела ме немаше и начука анонимус во програма, не знам што работева. И па добро, Лейла Каламуич е единствената гостин вечерва кој што е геј. Ние моравме да увеземе геј личност од најпрогресивната и најразвиената држава на Балканот после Македонија, Босна и Херцеговина. Затоа што нашата ЛГБТ заедница е прилично срамежлива. За жал. И со тоа, мислам дека завршивме со најавите. Ана, дали можеш нормално да го најавиш Колја? Пак ќе се потрудам, еве, доколкото воопшто можно. Значи, след првиот наш раскажувач е Никола Гелевски, уредник на порталот Окно и уредник во издавачката куќа Темплум, еден од основачите на независната културна сцена кај нас и познат критичар, теоретичар и што се не, повелико. Ви благодарам за спектакуларниот увод. Ви благодарам на сите што дојдовте. Немаме многу време, ќе преминам веднаш на мојата приказна. Во два дела е. Ке ми простите, првиот дел може да биде малку по-сув, мада се потрудив и да има интересна приказна и во него, а вториот е она поисповеден, повеќе одговара на форматот на разговориве. Од прав пич ми се виде згоден медиум да проговорам за контраорганот, за господарот на космосот, да го наречеме така, за фасцинантниот пенис. Тоест кур. Така што на некој начин, да речеме, за курово здравје целиот мој мал говор овде, се разбира во двете значења на зборот. И е малку шарлатански, да речам, мојот концепт за вечерва, валја така и треба да биде, забавувачки, но се обидов и велам да биде и малку посериозен, да има нота и на едукативност, кој што се обично моите јавни настапи, за кои некои се нервираат, но ете, не можам од тоа да се откажам. Значи, пенисот е фасцинантен, велам, заради тоа што истовремено е и како кажам, алатка на триумфот, на моќта, а истовремено олицетворува немоќ. Најдистанциран дел е од машкото тело и тоа што исто интересно, со векови се провлекува таа приказна, дека во психоанализата кулминира, дека
пенисот уствари не контролира нас, мажите, не води, а не ние него. Така што ви велам, во функција на да речам на разобличување на тој мит дека ние сме контролирани од пенисот е целата моја приказна. На брзина ке преминам низ првите, да речам, 4-5 минути, баш за да уштам време, бидејќи сум склон кон дигресии. Така што ја молам за малку внимание и да ме истолерирате што кога го прочитам следниве 3-4 минути и ви велам тоа. Значи, да ја доловам врската меѓу моќта, која секогаш нели се поврзува со пенисот, државата на некој начин е голем фалус и сето тоа. Ке прочитам краток запис од негде 3 век пред наша ера на Калистена од Родос, кој опишува многу интересен настан, она баш доста живописен, во Александрија се случува, тоа е некаква дионизиска свеченост. И вели овој Калистен, вика, станува збор за 50-метарски златен фалус, кој шета низ градот. И зад него одат она илјадници луѓе. Мислам, тоа е свеченоста. Парадата на 50-метарскиот златен фалус со златна звезда на врвот се одржувала на Александриските улици пред 500.000 граѓани. А пред златната ерекција во исправена состојба, тоа е отприлика 20-катница денешна, стапувале. И сега вели Каликсен. 10 редови ноеви, јавани од момчиња облечени како сатири, 20 на возрастни етиопјани со подигнати слоновски сурли, 10 горди пауни, 16 гепарди, 14 леопарди, една бела мечка, носорог и жирафа. Зад пенисот била носена златната Зевсова статуа и чекориле повеќе од 50.000 пешадиски војници. Тоа е првото делче, ви ја доловувам баш снажната слика која секогаш снажните действија кои се врткале околу пенисот кој е нели символ на моќ. Втората приказна е сумерска. Го знаете тој славен Енки, првиот книжен лик да речеме во Гилгамеш. За него постои мит, тоа е првото писмо нели на светот, сумерското, дека Тигрис и Еуфрат, тие клучни реки за Месопотамија, кај што нели настанува првата цивилизација, или барем ова што ви велам, првата писмена цивилизација, дека ги направил еакулирајки, као со семето на Енки се создадени Тигрис и Еуфрат. Светоста на пенисот е средишна идеја и на главниот египетски мет за Изида и Озирис, брат и сестра, кои владеле со Египет по создавањето на светот. Трагедијата со таа приказна, а исто многу впечатлива, многу важна цивилизацијска приказна, станува збор за кастрација на пенисот, тоа исто многу важна, можеби клучна тема на целава моја приказна. Значи, настапува кога Сет, братот на Озирис, на неизмама нешто го граба, го заробува и губива. И го прочувствува на 14 дела и ги фрла низ разни делови од царството. Мислам, баш хорор приказна, морбидна. Изида ги собира као деловите од братот, не може да го најде пенисот и као тој е првата мумија во египетската култура. Од таму и потекнува као целата култура на мумифицирање. Според една верзија на митот, значи, Изида ги составила сите делови на Озирисовиот леш, се претворила во сокол. Ова е многу интересно парченце, личи малку и на христијанските митови кои доагаат подоцна, нели, за Марија, девицата која го создава нашиот Бог. Значи, тоа се претворила во сокол и лебдејќи над меѓуножието, на Озирис му создала нов пенис. Значи, го составила од тие делови му создала нов пенис. Потоа се спуштила врз волшебно обновениот орган и во себе го примила семето на брата си. Потомок на тоа соединување бил Хорус, наводниот предок на сите египетски фараони. Третата моја приказна за денес, и велам сето ова е увод, пола. Се надевам нема да излезам надвор од 11-12 минути. Али опоменете ме. Кибела, тоа е римска божица,
ја поврзувам исто со кастрација. Интересно е и за да речам за квир луѓето во сала, веројатно ви има, бидејќи целава манифестација е таква. И ќе ви кажам многу интересен детаљ на крајот на малава приказна. Легендата вели дека Кибела го сакала својот син Атис со љубов која ги надминувала нормалните мајчински рамки и во својата посесивност попрво го направила луд, отколку што му дозволила да се жени. Атис во своето лудило или во својата верска екстаза, како сакате, се само кастрирал. Во чест на таквата љубов помеѓу мајка и син, римјаните создале празник, Ден на крвта, се вика, свечено со екстатично танцување низ римските улици. Припадниците на култот самите себе се кастрирале со камен нож и потоа ги фрлале крвавите делови на телото во некој од случајно избраните дворави. И ова е тоа интересно за Долче, за квир луѓето, да речам. Свекните станари, тие што живеат по тие дворови, нели, кај што им фрлале овие свештеници, да ги наречам, пенисите им ги фрлале во двор, тогаш на свештеникот му подарувале женска облека, ова е тоа што ви вам интересно, која овоја носел од тој ден па натаму. Познати под името Гали, овие трансвеститски евнуси го одржувале храмот на Кибела, кој до 4 век го заземал местото на кое што денес во Рим се наоѓа базиликата на Свети Петар. И ова исто многу интересно. Значи, храмот на Кибела се до 4 век кога во Рим нели победува христијанството, бил заменет со нели денес клучниот символ на христијанството, базиликата на Свети Петар. И последната мала приказна за првиот дел е за јудео-христијанството, да речам што е нам најблиска она као религија, она културен модел. И оваа кратка приказничка е битна за поентата на целата моја приказна која нели уследи за едно 5-6 минути. Значи израелците се заколнувале врз пенисот. Преведувачите на Библијата ги користат зборовите стегно и бедро како еуфемизам за пенис. Во книгата на Постанокот и книгата на Излегувањето пишува дека децата на Јаков се зачнати од неговото стегно, а се чини дека израелците сите своји свети заклетви ги потврдувале со ставање рака врз машкиот орган. Заклонувањето врз пенисот значило заклонување пред Бога, што веројатно е најјасен израз на идејата за божествената природа на пенисот. Сега следи ова вториот дел, мојава се надевам кратка приказна, 4-5 минути. Имав 20 години, клинец, прва година на компаративна книжевност, и стопирав за дом. Обично со точак се враќав или пешки, али она као случајно подигнав рака и ми застана некој тип негде вајда кај Букурешт. Ја тогаш живее во Хром, се симињав на Ѓорче Петров, Стариот пазар. И типов одма ми беше као чуден, сомнителен. Почна со тие простачки фори, ластивни, као дали имаш девојка, од кај доаѓаш, што ми е некако стандардна процедура, тогаш ми беше као. Ама осетив дека типот има и нешто друго во него. Како и да е брзо дојдовме, тоа е 2 километра од Букуреш до мојата дестинација. И он вика као, ај се повозиме као, и ја му викам ај, бидејќи ви велам она као, беше малку чуден типот и овакво. И он брзо после тоа као ми нуди она као секс. Као да. Мислам, тоа ми е прв контакт со, да речам, отворен као со геј, со тоа. Ја бев невин, она. И на 20 години немав се уште не знам, нешто љубов со жена, коитус, не знам што, а со маж се разбира уште помалку и онака целиот бев згрчен, стаписа. Ама као му реков окей, као некако го осетив дека не е толку опасен и као се шетавме и зборевме, мислам се возевме. И не знам колку тоа траеше, валја 15-20 минути, на кај Сарај отидовме. И почнавме муабети. И он ми збореше као тоа, ме убедуваше као, мислам, ради тоа ја одбрав темава, као како курот е добра ствар, као не знаеш што пропушташ, као, ја му викам као немам ова, као. И, мислам, не му кажав, мислам, нормално, јас сум стално спремен за фајт, онака, и физички, и секако, онака. И овакво, ама одбрав пацифистички, како кажам, овакво, да, алтернатива за справување со типот и тргнав во тоа, како да си раскажуваме. Дел од ова што ви го раскажав на брзинка преска и не му го кажав,
фасциниран, компаративна книжевна студирам, Гилгамеш, Др, митови. И овакво, али тоа исто сакав и со вас да ги поделам, јас се палам на етимологии и тоа и памтам, него исто му кажав, мислам, еднава, сигурно му ја кажав, еднава ја измислив за полуфикшн, нели, ситуацијава, кој што е сега. Глас, му викам као, знаеш, тоа е интересна приказна, зборот глас, као во латински, во Стариот Рим, зборот го значува истото што и современиот англиски. Значи и она главчето на пенисот, главата на пенисот, а значи и куршум. И као му викам, тоа е интересно што римјаните кога ги фрлале куршумите со катапулт, нели, својата амуниција кон непријателите, често испишувале пураки на куршумите. Да решам најчесто ласцивни пураки, она кои содржат некаква пурака на силување. И тоа знаете сите, нели, тоа е задржано од американските војници, тоа го знаеме од филмови, во Втората светска војна и Виетнам и се до тоа испишувале пураки на оние бомби, нели, од 100 тона и се до тоа. Така што интересно што приказната за гланс, за она главчето на курот, уствари е приказна за куршум и која ја има таа насилничка, нели, природа и тоа ви реков, и тоа е една од фасцинантностите на пенисот е таа негова насилничка, она слуда, агресивна природа. Втора приказна исто што му ја кажав на типот е за дабарот, за кастрација, тоа веројатно ја одбрав таа приказна за кастрација, она као да му се закана малку, као не се обидува као. Зборот од кастор потекнува, кастрација тоа е дабар. Имале римјаните исто приказна, басна, они многу ги сотирале дабарите, сироти, бидејќи верувале во волшебната мок на тестисите на дабарот и баш ги убивале. Била во таа баснолика верзија на митовите, дабровите сами си ги гризеле тестисите за да не бидат убиени и им ги џуткале као на ловците. Има она као и понатаму приказна као кога овие продолжувале да ги ловат, дури и кастрираните дабари, римјаниве, овие сиротки легнувале онака на стома, као им покажувале као големије као мелот, као немам тестиси, као оставете ме жив, као. Значи тоа отприлика такви приказни и оваа му кажав вклучната приказна која е тема, можеби наслов на мојов говор. Тестис уствари значи сведок. И на testify на англиски значи сведочење под заклетва. Тоа исто стара приказна, нели ви прочитав, тоа е во Стариот Завет. И овакво, и стварно има доста примери. Ви кажав, луѓето користи еуфемизми за пенисот, но тоа е просто вообичаено, као полагаш рака на ова и сведочиш. Ние го имаме зборот тестамент и така натаму. И, значи, така, во тие интелектуални разговори, тоа е мој начин на одбрана, некој, веројатно сум го задржал до ден денес онакао, да блаботиш онакао, ако се осекаш малку загрозен. И он ме врака као коректно, разговаравме 20 минути со типот или не знам колку. И кога ме остава на мојата станица, ја му викам као до тоа бев стварно љубопитен, бидејќи баш бев згрчен и спремен, тогаш баш спортував и физички бев скроз окей, ви велам спремен за борба. И овакво, и му викам дал некош си агресивен као во твоиве потраги као по сексуален партнер на вечер, он имаш некој Fiat 300, не знам што тако. И он онака навредено као ме погледнува, вика веќе стоиме као он ме чека да излезам. И онака као презриво, као за кого го сметам као не е он насилник и ми вика као сажда се заколнам и као ја као го гледам онака исто посмешливо и он ме фака као за кури, ја излегувам и као му викам супер крај на типот и као си заминувам. Така што го спасив, ете тоа се последните мои реченици, ја спаси својата невиност, значи генитална и анална и орална, да речам, мада орално не се секам, скоро невин. Меѓу другото, ете и Румена ме испокара, дека сум орално ужасен. Као не, али клучната порака, ова може да значи, согласувам со вас, А заправо, мала фуснота на целиот оваков, предпоследната реченица. Румена е малку љубоморна, веројатно кон мене, и ради тоа ми
ми сме сто овакви приказни, а веројатно и јас сум љубоморен кон Румена, во Румена се злюбени, сега се осведочив и синоќа, најважните писатели на Балканот современи, као барем 5 знам лично што се заљубени во Румена, така што од неа збори љубомора и од кон мене кога ми збори вака, а веројатно и јас сум малку. Седно, значи со Типов докажавме дека не контролира нас пенисот, него ние него. И се извинувам што пречекорив и фала за вниманието. Благодариме на Колја за оваа фалусцинантна приказна. Нема да коментирам за нашите интимности, баш убаво. Маја Марковска, инаку многу интересна појава на македонската комична сцена, што е реткост да кажеме за жена да биде комичарка, така што тоа па кој ќе видиш. Така што од тој аспект, Маја не е само комичарка, туку е извршна директорка на Организација за одржлив развој. А сега ќе видиме Маја што ќе ни раскаже. Со фалус. Од фалус кајте би се префрламе на другиот дел. Мојата приказна е за другото од фалусот, за вагината, малце поинаква. И прв пат кога ми рекоа да дојдиш на срамота, рекам, шо срамота е, срамота сум цела. И ајде добро, треба да смислиш приказна срамота. Срамота е кај нас, не знам, може да почнем од момента дека кога човек вложки да купив сам послуга, ти вика, че гледај завиткам, срамота е. Добро, кај одиш со точак, со сукњата, ко се одемина некоја по улици, ти се гледа пичка. Добро, срамота е дојш сам кафе да пиеш, ако си женско, а да се начукаш нашан, ќе ја мислам дека е резил, не е срамота. И генерално за тоа цело прикладно женско однесување околу мене и чување на тој патриархат, морални вредности, жени се задолжени. И тие се најчесто тие што срамота е немој тантара-мантара. И сега се расправам јас со нив за нешто што ја не го доживувам како срамота. И така и бидна, бевме на систематскиот работа и сега ние на систематскиот работа одиме топтан комплет со сите прегледи, гинеколог, уролог, ехо, мамограф, зависи на кој што му треба. И се одиме ја и колешка заедно на преглед, реномирана болница, нели, со онакви канистри за дезинфекција на секој ќош, тармар. И за време на прегледот, пошто одиме од ординација во ординација, ми дадоа некој картончиња и сега на картончињава горе пишува генерали, како се викаш, и реченициве. Кај мене пишува не мажена пуши, кај колешка пишува мажена не пуши. Ај за пушење со доктори, пак разбирам дека штетно, нели, тоа докажавме, ама сега брачна состојба и дали си здрав или не знам зашо им беше, помина што помина. И сега стигна резултати во плик уредно спаковани на адреса на канцеларија кај нас, стигна резултатите, колешка распределила по бирова како што треба, го отворам ливчето, пликот и сакам да го затворам и да го вратам назад и пак да го отворам и друго да е напишано внатре. Прво нешто што видов беше заокружено карцинома ин ситу. И тука онемев. А јас сум гласна бајаги, кој работел со мене знае. Застанав, шо да правам? Ако имаш нешто, вајда сега доктор да те викни, да дојдиш, имаме да поразговараме нешто. Овие директно во плик, бамбара. И са нормално, најлошо што правиш, гуглаш, за 5 минути се прогласив за мртва. И за наредните 20 се јавив дома, викам вака и вака, ние сега треба да се спремаме за војна, здравје Боже, кредит од банка, веројатно, сигурно нешто такво. И на колешките, на колегите им кажав, вака и вака, сите, ајде готово, се спремаме, че се биеме. И одам, мала интервенција, се вика конизација, кој пробал знае шо е, валјда да знаете како шо е. И после биопсијата, тоа што го извадам, ми го кажа вицот и ми вика треба да се прави хистеректомија. Добро, ми преведоја. И ме прати да си барам уште некое мислење, нели, кај други, трети, четврти, да видиме што ќе правиме. И ги посетив сите касапи на државно.
И сите беа, тоа е протоколот, датира од пред Христа, веројатно. Добро, вадиме матка јајници, превентивно добиваш хемотерапија и после ќе видиме. Сега, за да не должам на сите, па на еден по еден да му кажеш, види вака, ќе имам на операција, тантара, мантара, јас сите што ми се блиски ги собрав во една вибер група и им кажав, ова и ова е, вака и вака. Пола на тие што им кажав, кој ми се јави, кој во приватна порака ми пиша, абе не е страшно, ја имав цин 1, ја имав цин 2, бе мене ми прави аконизација, не е ништо страшно, ќе помини, ќе пиеш ова, ќе пиеш она, ќе кај ова, ќе кај онај. И са, блиски ми се, немав појма дека на некој такво нешто им се десило, значи сите чутеа. И не ми беше јасно зашо бре сте чуделе за такво нешто, значи не знам, валјда треба да кажеш, да прашаш. Јас мислев да телевизија на крај да сеам да прашам што да правам. И ај сега, што да кажем, срамота е, тоа за болест не се прави. Муабет, ама во муабетов све експерти се расфрлаа со термини докторски, ко примариус и види викам све било учено, знано. И ме пуштија во една трета болница, таму доктор Елен ми даде друга онака опција, помалце инвазивна беше. И има некакви силопараскопски хируршки зафати со кои што нема да ми се изве пола утроба и нема хормонално да бидам ко 75 годишна на 35. И сега нормално немаше да одам и да го најдам филијан докторов ако некој не ми кажеше да ме пушти таму да ме препорача, што значи се кажви за такви работи, не се чути. И сега операцијата беше успешна. Што се успешна, се разбудив, ги потеков тие сестрите 5 дена таму. Научив зашо има 4 крпи за чистење, со која крпа што се чисти, значи све. И дојде ред да си одам, приватно со здравје, со добро, хемотерапија, фала не, јас маслотерапија, поминав, жива, здрава, куртулив. Сега многу беше јасно дека во цела збрка што ми се дешаваше во глава, пошто тоа е многу чудно, си правев сценарија дека ќе се умира. И сега, дали ќе умириш со болки, без болки, треба да давам ствари што се мои, на кого да му ги остам, како да му ги остам. Сите, имаше луѓе околу мене, нормално што ми го нагласуваа моментот кај бе, добро е куртули помина, не е страшно, ќе можеш да родиш, не е проблем, немек. И сега и да не можеш природно да ме напредна е медицинава, ќе се најди лек. Не е страшно, ти мене само тоа ми се вртеше изглед тогаш да родам. А генерално ако умираш, секако нема да родиш, треба да си жив за тоа. А некако млада не ми се умираше и здравје Боже, значи околу мене има фамилија што ме крепи ден денес, тоа фамилија не ми се само роднини, него тие што ми се блиски, секогаш сега кога ќе речам имам на снимање, морам да нагласам дека е за вчерашни, пошто одма каже на снимање зашо. И мораш да кажеш зашо е. Ама затоа остаток, значи имаш тука далечни свајчи, стрини, роднини од комшите, сите околу се. Леле, детето остана старамо, ма чупето нема да се мажи, вака така, онака, нема да ги израдува домашните со внуче. Имаме мачка, сега за сега е супер внуче. И стигнавме на првата контрола. И за сестрава, млада една, таква фина, срдечна, на излегување од преглед, се во ред, се супер. Ми вика, не мора да кажуваш што ти било, не е тоа нешто за фалење, чути си. Грда работа е многу болест, ми вика, и поготово на дечко, иш да не му кажуваш, оти ќе ме остајал као. И са им вака крупничка си ми вика, па уште тоа да го кажеш, па го чути си. А овие лузни на стомак што ги имам, што да му правам, што да му речем, од чоми си, така. Си прави, си се боцка. Имаше тука еден момент кој што дечко стварно ми го докажа дека моментот е вистина. Се гледавме некој време, и му викам јас сум за неки негола, му кажав, немек вака ми било така, ми било имав ова, имав она, добро. И му викам, утре сум на овакво, на преглед, вика ќе те однесам, му го однесеме, ама не било со носењево. Сакал да дојди тој да направи муабет со докторот, за мене, како ми е, шо ми е, оти нели тој и двајцата го има тоа што ја го имам па да се разбереме што е како. И сега докторов најак цар беше, му вика нема што да правиме муабет ја и ти, ако си ми пациент, ти ќе правиме муабет. Сега прави си сонезем муабет.
Испадна дека двајцата сме пациенти од башка клиники. Толку беше од љубовта, нели, ваква си, таква си, јалова си, поминавме и јас жива здрава, никогаш не престанав да зборувам за ова и го кажувам и кој што има мага му помагам со, ако ништо друго барем да го исплушаш, па тоа е многу битно, затоа што не се чути за ова. И кај нас е уште срамота цел ден да акаш по состаноци по канцеларија и на крај да прокиснеш и 3 капки да се познава на панталони и насутња и да се крчиш од болки цел ден пошто имаш добиено, ама затоа е сосема во ред да побараш совет во група на Facebook дека ти урочено детето. Значи, тоа е тоа. Фала. Најубавите работи за настаните како пич-прич и срамота е тоа што сведочиме, да не кажам we testify, така, како се кршат табуа и ти благодарам многу Маја за уште едно скршано табу баш сега пред нас. И по една, значи фалус на една цервикална, да кажам така, приказна, доаѓаме до Артан Садику, кој што ќе раскаже третата приказна вечерва. Артан е наш теоретичар и анархист, кој што живее на релација Скопје-Тирана. Повели. Фалемдеречо. Фалемдеречо стајашен. Идеја че kam son të përfol, ka të bëj me historinë time, e cila shumë e lidhur me një kontekst që është i lidhur disi me prejardhjen time. Преведам? Je така ме најавите, окей. Merci pour votre invitation. Toutes les nuits, je voudrais expliquer ma expérience comme le... Окей, ја ќе кажам нека приказна. Имам малце нотаси, пошто приказна е комплицирана, пошто има многу елементи цело време. Пред некоја година имав идеја, уште имам таа идеја, да придонесувам нешто за светот. Мислам дека некој мисля дека таа инфантилна идеја продолжи. И отидов во една клиника да се тестирам за, како се вика тоа медицински, не знам, функционалност, пенетративност, здравственост на спермата, за да можам да денирам у спермбанк. Спермбанк. Да донирам сперма за доброто на човештвото. Првиот пристап, знаеш там, клиника, има некои други гребчиња кои ја чекаат. Има двајца доктори, исти, ама докторите се живееме тоа, знаат, се зафркаваат, се заебаваат. И едниот го слуша, вика, ау, младич. Вика, но овој не треба порниш, овој на постер на Памела Андерсон ќе сврши. Младе. Тоа изгледа малце, тажна целата таа ситуација. И дека чекаме во тоа сопчето мало да влеземе, кое сопчето сите од надвор знаат што се дешава. Ми прија еден дечко од овие што чекаат, и ми вика, ми прија нешто као хумор. Абе, слушам, вика, тука само комунистички порничи пуштаат. Ужасно здоден. Сигурно лепо брене ја им. Викам, добро, нема врса, се не е толку смешна ситуацијата. Вика, слушай, ја имам пари. Имам земјишта, станови, сега из Скопје. Али имам друг проблем, ти можеш у ситуацијава конкретно да ми помогнеш. Викам, како да ти помогнам? Вика, зашо си дојден ти тука? Викам, јас сакам да донирам, па ми рекла пред да донирам, мора да се тестирам дали ми е оваква, спермата функционална. Вика, јас сум за друго дојден тука. Вика, ја немам деца со жена. Викам, дојдов да се тестирам дали е проблем по мене или у жена. Ама вика, не сакам да земам ризик. Можеш, братче, да повториш у мојот? Вика, имам пари, богат сум. Ќе средиме се.
Брат, не функционира така, има ДНК, науката е развиена, не функционира така. Не може. И од тоа искуство, нема да кажем ја како испадна дали функционални или нефункционални, се вратив дома, точно, девојка, и го кажам искуство на девојка. Викам, вамо да донирам сперма и тоа цело. Викам, и се сретнав со еден дечко, сакаше да протора на него малцо, пошто не сакаше да испадне слаб пред семејството, пред жена му, пред оваквото, пред општеството, пошто ќе испадне дека фактот што браков не може да резултира во некој плод е негова вина. И тој се брат. Браќа сме, дотори малце, ќе јебеме жена. Ќе си јебеме жена. И од прва лопта, девојка кој кажам, одив да донирам сперма, овако, и таа се смее, не верува. И вика, уште едно хипстерче ускопих од теб. Викам, добро, не е заебанција, навистина. Сериозно сам да помогнам на жени кои имаат потреба, таква, во животот. Те вика, еве го пак Артан, солидарен со целиот свет. И викам, не, сериозно. Јас сакам да донирам сперма, и таа вика, зашо сакаш да имаш дете со друга жена? Викам, па не сакам, само сакам да помогнам, што се дешава таму, е друга прича. Викам, конкретно твојата сперма ќе иде у нечија пичка и ќе роди дете. Зашто не може да иде у мојава и да роди дете? Шо ми фали на мене? Се вајам за глава и не знам. Викам, па тоа го одбегнува моментов на као семејство. Вика, пак пичката. Не еш врска да имаш. Тоа ти е. Вика, сакаш од некоја друга жена дете да правиш, ама не еш врска да имаш кое тоа нешто ќе се роди некој дете. Викам, не знам. И ми гледа, шо човек си ти? Ствари. Не сакаш врски, цело време ме мачиш, не сакаш врски, а оствари идеш таму, даваш пена некој трето, седмо, осмо дете да направиш. Викам, као шо сум, не знам шо сум. Ја не припаѓам ни на нација, ни на држава, ни на ориентација сексуална, ни на ништо, тотално сум хвир. И тоа вика, шо си? Викам, па хвир. Хвир? Тоа е едно од тие твоите такви хви онтологии, радикалности, нешто што се против врска. Викам, па не знам колку разбираш, али не може да завршам со мојабет, ја тресна вратата и си отиде, ама јеби га. Ја сакав и продолжив со неја врска. И подоста некако не беше голема драма. Се договоривме пак да искачам во град и малка дистанца. Се среќаваме со една наша, моја конкретна другарка, која е лесбика. И некако не сме се имали видимо одамна со неја, ја идам, трчам, не, пушка, кај си. И таа ме подгурнува. И вика, дебре, пичка ти, матер, доста со оваа твоја машка, нападливост, насилност, многу си насилен. Трним се, пичка, матер, вика, многу си насилен. Мислиш дека нешто пред ова друштво, другари сме сите, и сега, вика, ова ми е насил. И превокурми од вашата мушка насилност. И ја гледам, умеѓу време, оваа девојка ми јас нема тука, одишла. И се осетив, и тоа ще преиспитав. Добро, можда. Иако ја сам се припишувам као квир, можда нешто. Сум насилен према жени и не жени. И се враќам дома, после некој време, кафиче, оваа девојка нешто изгледа спремна. Изгледа дека истражила тоа што значи квир на интернет. И вика, ај седни тука. И вика, ти си квир, а? Викам, па... Да, ама... Не, чекайте. Тогаш има две возможности, ако си квир. Пошто си шитар од тетово и се плашиш да кажеш дека си педер, си измисли зборов квир нешто, за братучеите да не те тепат. Пошто е по-лабаво, по-лесно, нема да те тепат.
Или пак, вика, ако не си педер, тогаш си хипермаскулинистичко срање и шовинист, ама пошто другари од Скопје ти се либерали и она, па мора со квир нешто да се прошмугаш. И од тој момент гледа, викам, ништо не си разбрал, таа си отиде. Си затвори вратата, си отиде, лjuta. Се викам, окей, цела тензија од сите овие ситуации, викам, ајде, ќе правиме журка дома, вика пријатели, Скопје, разнесете глас, има журка, правиме журка, батали се цела таа прича. Се дешава журка, и едно момче, што го ставим, дојде и се жали, вика, Артан, како си? Викам, добро, штета, тензи се. Вика, да, сите мажи у градов се срани, селеци. Викам, и другиот род не се подобри. Вика, добро, и се гучкам. Гучкањето трае малце подолго. И еден момент ме одвлекнува и вика, абе, море го тетка ми се гучкаш. Вика, шо си толку нежен према мене? Викам, окей, еби ga, одјеви. Се еднаш сум груб, после сум нежен. Кој се дешава? Кој цела оваа прича? И не, тоа отиде. И се врагам кај оваа девојката и викам, со себе да вика одам до кај неја стан. Викам, окей, вика, сега овие експерименти очигледно не функционираат, пошто не може човек да се разбере шо како треба да се однесува. И вика, ќе идеме, ќе се извинам, и таа валјда ќе ми прости и ќе продолжиме најнормално. И викам, маче, види, вака, извини тоа вие се ексцеси што се дешија. Ми простиш? Така таа маче. И после тоа следи, ќе продолжиме, као се што треба. Заедно, ја и ти, живееме, за едно време, кредитче, станче, деца, ово, и во моменти се повлекувам и викам, и гледа цело време си го храня тој момент и се осеќав и себе си виновен, дека сум го хранел тој момент на таква конвенционална врска и реков пах, јас сакам, но овој случај више не можам да продолжам. Благодаря, Мартан, за оваа наистина интимна приказна. Се надевам мартанчињата живи и здрави ќе бидат. Стварно фала. Супер. Одиме понатаму со Ивана Дракшич. Ивана Дракшич е социолог, граѓанска активистка, голема борка. И исто така има една супер емисија на Канал 103 Дискордија, кој што еден од нашите соработници во коалиција Маргина опише како најквир емисија. Така што идеме со Ивана, голем аплауз за неа. Добро вечер, фала Румена. Која не треба да се бориш, треба само да се опуштиш и ќе уживаш. Мене Која ми има наречено коза. Во мејл кој што го доби професорката Јасмина Силјановска, професорка по урбанизам на архитектонски факултет, МКЦ Битола, Центар за културно наследство, Ленка, you name it, активистички групи, колективи. Ја имам спремно нешто, ќе се користам, извинете, со белешки, не се многу значајни, онака гледам штрчат зборови, недебилирано, мрсунчиња, ово, она. Меѓутоа, имам запишано дека почнувам и као тоа ми е темата која се проткајува низ ова мое исповедање, дека срамот еманципира. Али пред да влеземе овде, сватев дека на почетокот на својот настап сум си го ставила панчлајнот, и веќе сите поред покажавте како срамот еманципира, меѓутоа,
Не знам за вас, али ја многу уживам кога некој сака да ме срами, кога се труди некој да ме срами, заради тоа што имам неодоливо чувство дека се обидува да ме контролира и не може да ме контролира затоа што не се срамам, а од друга страна не ќе да звучам као некој исповеднички на прич, што не се срамат, не лажат, немале непријатни ситуации. Дефинитивно сигурно сум се срамала, сум го имала својот дел усрамење сама од себе, срамење од други кои ќе ме посрамат. Али денеска на сите такви покрупни и поситни непријатности, гледам, се трудам да гледам со емпатија, као што гледам према моето куче кога го терам да го покаже најболјот трик што го знае, а она си ја лиже дундата. Сладка ми е, ја правдам пред другите, се е окей. Но, ета, срамот еманципира. Срамот еманципира дури кога не сте свесни дека се срамите и дека треба да се соочите со оние карактеристики заради кои ве срамат, да си ги преватите како ваши, а не како добри или лоши, или какви да се тие процеси на соочување и надминување на срамот, меѓутоа тоа еманципира и на некакво инстинктивно ниво. На самиот почеток на борбата против Скопје 2014, еднаш со драгата Ирена Цветковиќ бивме поканети на Македонска радиотелевизија во емисија што ја водеше почитуваниот господин Томич, се викаше емисијата Гласот на народот. Таму бевме, освен Ирена Цветковиќ и Ивана Дракшич, беа присутни оној архитектот Жан, истакнат по тоа што е автор на Крстот на Водно, например, или прекрасниот мост Влајко. Во емисијата беше гостин и еден од авторите на Лавовите на Гоце Делчев мост. Беше гостинка поштованата бивша министерка за култура Канчевска Милевска. И секако беше поканет и еден истакнат македонски психијатар што живее и работи во Нью Йорк Сити. И он таму беше викнат, значи као дискутиравме, вие зашто се противите девојчиња, тотално нака со инфантилизација, и јако другарка ми беше со мев до овде, пак она беше девојчето што се буни, некоја гласна таму идиотка. Меѓутоа, тогаш ја немав представа дека сме викнати таму за шејмање, затоа што некако полека емисијата се изгради до таму да практично сите овие возрастниве го прашуваат почитуваниот господин психијатар, што е денеска не е во ред со овие девојки представнички на младата генерација, дефетисти, што се против градење на еден град. Ја како што велам, тоа не беше на свесно ниво, али ако се сеќаваш, тотално онака инстинктивно изреагирав, малте не ја преземав емисијата, почнаа да ме опоменуваат дека не сум ја водителка, туку дека сум гостинка. Меѓутоа, срамот ме еманципираше, ги сопрев. Срамот еманципира и така, и по-симпатично, и да речеме, нежно, со помал интензитет. Например, спремајќи се за вечерва, разговарав нормално со некои блиски, не толку блиски луѓе кои што би можеле да ми споделат приказни за мојот срам. И убаво беше да се смееме и да се подсетиме на некои работи и да си ги спомнеме со зборови, да кажеме некои работи кои што не сме ги изговориле. Али, супер беше да се подсетам и со радост се сеќавав на ситуации у кои, не знам, сум скапирала дека на радио сум споделила тотално погрешна информација или сум кажала некаква глупост. Си одам утре задоволна од некој состанок, дека сум брилирала и во лифт накај дома до 5 спрат гледам дека имам мрсулче тука. Она ја направиш најдобрата асана на јога и тачно тогаш од хеланката штрчат недефилираните влакна. Или кога у друштво се стишуваат, кога ја доаѓам зашто збореле за бркчиња кај жени кои што мене не ми се избелени или отстранети. Со радост се присетив тогаш и на таа ситуација кога бев наречена коза, која што не знае да се изразува, заедно со незината другарка што беше на седативи или не знам што беше Ирина Цветковиќ, и она доби тогаш епитети. У разговор со моите блиски установивме исто така дека постои едно правило за кое што до сега не знаев, а тоа е дека кога стигам кафана, моите
соседници, моите другари што ме чекаат таму, доста формално се поздраваат се мене, кажат здраво повели, за да остават впечаток дека не сме многу блиски и дека можеби ни е и прва средба за кој ќе поодам да не им плюкаат ни футањери. Но убедливо најчести искуства се оние во кои што има обиди да ме шемаат заради тоа што не изгледам доволно како женско, заради тоа што изгледам како машко или не дај Боже заради тоа што не се знае што сум. Само пред некој ден еден цис дивек од кола, додека ме чекаше на пешачки да преминам, изгледа предолго му траеше тоа, па ми се обрати: "Ало, шо се влечеш, ма? Шо си ти, мушко или женско?" Да, да му кажам дека го спомнам. Да се почетам, да ги премотам овие, како се викаат, лакненцава. И добро, сега нема до крај да возам, да повторно да поуки да вадам колку се рамот еманципира, меѓутоа и благодарејќи на супер родители, на доста емпатични и паметни другари, другарки, љубавници, и вајда се надеваме никакви индивидуални карактеристики. Научив да уживам во срамот, како што уживам во доста некакви непријатности и чудности, и да го трансформирам во таква некаква еманципирачка сила која што предизвикува понатамошни непријатности, меѓутоа за оној кој што се обидува да ме срами. Срамот еманципира да имам постотка за секој пат кога конфронтација со маж ескалирала во моментот кога веќе нема каде да се контрааргументира со тоа дека не личам на женско, веројатно сега би го изградила музејот на женскиот срам. Толку добро сум извежбана што можам да одбројувам наназад да стигнем кога доаѓа моментот на ескалација, кога ќе полуди мојот маж соговорник да ми каже дека сум маж, до таму што више почнувам доста онака да наоѓам тајно задоволство во тоа да они се обидуваат да ме навредат мене со тоа што ме нарекуваат дека сум она што они се. Еманципира соочувањето со тие карактеристики со кои заради кои што ве шеймаат, и помага да си простите заради тоа што сте се прашувале што не е во ред со вас кога во основно машките не ве фаќале за гс. Или зошто едни кога ме вреѓаат, кога ми мажи јаснуваат, сакаат тоа да го направат секако со својот пенис, а други не би ми се ни приближиле со истиот. Но како што реков, денес ми се убави и пријатни тие моменти, кога ме срамат заради тоа што не знаат што сум, или кога се срамат зашто не знаат што сум. Спремна сум на такви ситуации, како што бев спремна исто во една ситуација во подготовките за еден од настаните против Скопје 2014 во Стара точка. 25-6 годишни млади луѓе си бевме, и еден постар сед маж, низок, влезе во точка и да го искаже своето несогласување со она што сме го истакнале, некакви пораки, транспаренти или постери, и при првиот мој обид, нормално јас излегов да објаснам што не е во ред, што се случува тука, и при првиот мој обид тоа да го направам, он ми се фрли и почна ми се дере: "Што си ти? Што е ова? Што си ти? Обратна некоја? Ти си обратна, ти обратно си родена, е тоа сте вие сите што сте против Скопје да се гради. Обратни." Тука бев до толку спремна што почнав да ја играм улогата на насилен були момче кој што не почитува стари луѓе и доста дури тргнав во конфронтација. Па мораше да ме спречат моите феми другарки. Заради што кај мене проработи и друга карактеристика што ја интернализирам.
машка, а тоа е инфантилизација на стари, на жени, па така некако се спаси човекот кој што инаку својот син го нарекува Аполон, а самиот се води под името Паскал Гилевски и се представува како академик. Срамот ги еманципира и другите, како например кога на една пустичка плажа негде на југот на Албанија едно лето мојот партнер беше опоменат строго, засрамен, поткаран заради тоа што се шетам по кампот само по долен дел. Таму приметија дека сум жена. Морам да ви признам дека нашите пристојни домаќини се пресрамија и некаде до крајот на нашиот престој во тој камп веќе разменивме неколку добро утра. Искрено да ви кажам, единствената публика пред која сакам да бидам третирана како маж, тоа е сообраќајот. Али таму секогаш ме препознаваа дека сум жена и секогаш тргаа да ми помогнат при паралелно паркирање. Мене мајка ми тоа многу одамна ме научи да го направам заради тоа што срамот еманципира. Како што почнав, така и ќе завршам, многу уживам во ситуации кога некој тргнал да ме срами. Секако сум го имала својот дел на патња, сомневање во себе си, тоа секогаш ќе постои, меѓутоа сега последен пат ете така некакви кореографички проби со луѓето кои што се оведуваат на тој начин да ми пристапат право. Пред неколку месеци се качив на автобус на Југодрво, некој приватен 12 или 22, не сум сигурна. И на рекорд се качи група средношколци, седнаа блиску мене. И тука почна машко ли е, женско ли е, машко ли е. И ми требаше малце време да се спремам. И некаде јас идав до универзална, до архитектонски факултет. Негде на Ким станицата се свртев, се обидов да го дадам најженското од себе. И ми рекав, женско сум. И тука, пошто беа, значи, две групи, 4, 8, значи, мала тишина. Се вози автобусот, стигнавме до мојата станица на архитектурски факултет и тука се обидов да го дадам најнеодоливото од себе си и им се обратив и ми реков така, ама да скоро бев машко. Покажува што шириш твојата еманципаторска порака по автобуси. А во врска со Коза, јас сум сигурна дека тоа, претпоставувам, дека тоа праќање било како во стилот на тоа кон Мара ти кога се обраќаш. Ете, да го толкуваме како така. Да, многу емпатично. Нашиот следен говорник е извонредниот наш актер и музичар и најпознатиот дијаспорец во Еквадор од Македонија, Кирил Попристов. Повели. Многу бројни се приказките низ мојот живот. Посебно овакви кои имаат префикс срам или спаѓаат у таква категорија. Ја немам во моето неподносливо постоење таква категорија не вирееше кај мене. Срам е за мене, луѓе се разликуваат по тоа колку ќе умеат да го контролираат својот срам. Вајда. Ако умееш да го исконтролираш срам кој веќе надошол и е твој,
onda ima nadeš valjda da staneš čovjek. A ako ne umeš da go iskontroliraš, to je sram, i dozvoliš da tvoja ta publika bidi izedena od tvojeg sram, onda definitivno ne staneš čovjek. A pošto sam ja operirano ta kategorija, barem se obilov da naučam da iskontroliram sram. A ovdje ništa ne mi je sramno, ova Makedonija, pošto to što je sramno je vek je blazirano i zato ne bi sakal da zboram. Ke vi raskažem prikaz na jedno što ima mal prefiks na sram, što mi se slučuvaše v mojata nova tatkovina, vo ekvatorijalna Makedonija. Така е викаат, бар тамо, моите соседи. Ние отидовме тамо целата фамилија, знаете, нели? Со намера да си се вратиме овде. Ама ја гледате, мојата фамилија остана тамо и ме чека да се вратам сега, затоа што свати дека овде не ме сакаат. Само тоа ми е срам, што ме јаде нивниот срам. Ali nema veze, to go zaboravame, da ideme na ova pričava moja. To je toliko jedna prekrasna zemlja, toliko jedna savršena zemlja, baš zato što kaj ljudjeto ne postoji zavit, ljubomora, omraza, ogovaranje i sram. Zato što misle da se bezgrešni. Oni se katolici po vokacija i po odabirna religija i ja sam im mnogo lud zaradi toa. 100 pati gi imam prašano kako možele da dozvolat da im bide nametnata religija od nivните konkvistadori koji gi izmačuvali i koji im je ukrale dušata, a ovije su zadovoljstvo se odkažale od svoja ta pačamama religija, taka se vika ta na Inkite. Ja živem vo selo, vo jedno takvo zabito mesto pored obala, kada što ne može ni crni đavo da me najde. Živem baš vo getoto, kao što se tijedni Inki, Kečua se vika toa pleme i to je jazik nivni koji veke počnulo mi da go razbiram i baš sam gord na to, a ić sram, ne me faka, što naučiv malci Kečua da zboram, osim španski. Prikaznate, ako sam da vi ja kažem, ja nosi baš jedna takva indijanka Kečua, jedna djevojka koja je sega emancipirana i koja stana naš agent, neli, zašto nije otidovme sa mojata sopruga i sa kerkami da pronajdeme nov život tamo i da ni pomogne zašto ne go znajevme jazikot i ne gi poznavavme navikite na južnoamerikancite. Kao što i veruvam ni vije. Vidite koliko sme nije neemancipirani vo odnosno i koliko malce znajeme. I oni isto malce znaat za Evropa. Znajeme sve što se slučava u Severna Amerika, a vo južnata koja je u stvari prava Amerika ne znajeme ništa. A imeno, vidite, ni odbravme takva zemlja baš koja što ne poznavame, kao što ne znajeme jazik, a kada što dlaboko čustuvavme da kak je bideme primeni, nema da bidat zavidni i na nas kao što beja ovde. I moravme da najdeme agent koji ne opljačka, naravno, to je ta Kečua, ta žena, i za koju nije bevme normalno svesni. Kao južnoamerikanci te postoje jedno pravilo, i to ne je sramno, da ako im se otvori možnost da te zakoljat, oni će te zakoljat. I će bidat gordi na to. A to što si ti glup i što nego poznavaš jazikot, to je tvoja krivica. Znači, čim nego poznavaš španski od jazik, znači da si glup. I bogat. Čim si bogat, njegova je dolžnost, pošto si glup, da te zakolja i da ti gi zamesite pari što gi imaš. I naravno da ti se nasmeje. I така ние, како не она плячкаше, така се ние сближувавме, станавме многу блиски. И сек да она не представуваше као дел од нивна фамилија. И наравно, еднаш ке прави она
devojačko veče, zato što treba da se maži za jedan gringo. A najgolem uspeh kad jedna kečua, devojka od Južne Amerike, je da zeme gringo za maš. Da je bogat, da je debel, da ne može da gi odgovori na njezini apetiti, zašto se ogromni, ali da ih dozvoli sloboda, zato što se tamo open mind cite. I naravno, pošto ja bih poznat kako čovek koji pravi takvi zabavi sa svojot instrument, oni saka da bidat hochmalce i nobel i devojkата koja poznavaše моята сопруга и koja je del нели од нашата фамилија, нели наш агент, као и незиниот сопруг, сега ќе прави девојачко вечер и ќе ги повика своите најдобри другарки и на таа девојачко вечер е тамо дозволено се. Значи, они е дозволено да се испијанчат и да направат нешто што ќе остане за секогаш тамо, зашто од утре дента почнуваат нов живот и веќе ќе ги немаат тие слободи на действувања. Јас бев повикан како реквизит. Како и конобарот, нели? Беше повикан конобар, човек кој веќе ќе ги служеше нив 6 девојки, од шведскиот стол ќе им принесува што сакаат. А јас бев реквизит наменет за дел од нивната забава, која треба да кулминира покасно. То боле да не ви кажем што ќе кулминира. Али во првиот дел, кога се уште уљудни. Тоа е последна ноќ и така ме запозна дека ова е ноќ каде што е све дозволено и каде што ја не треба да замерам, али пошто сум нели европјанин со широки сваќања и со отворен мозок, ќе бидам пандан на нивната игра и нема нели ништо да замерам, пошто не е тука ништо за замерување. Али да бидам спремен да ако нешто помине граница, да ја ги упозорам нив. И ако се они малце припити, да тоа нема да влијае, нели? Кили ти нели се знаеме ние, ти ќе бидеш опен. И така, брате, свирам на тој мој клавир, они се одушевљаваат. И у еден момент приоѓа една теткица од своји 60 години, али многу добро, знаете, тамо се, индијанките се, а тоа исто морам да го кажам, они се многу ниски. 1,60 м, 65 за жена е многу добра висина и знатна висина. Али на таа девојачка вечер, нив им беше многу битно да бидат во штикли. И сите беа онака разголени, со мали мини сукници, со брусхалтери, али на штикли. Пошто е куќна забава. И ја бев свртен вака со грб, а они се крија од мене кутрите, пошто нели ја, иако еманципиран со open mind, сурлаа таму у друга соба, мислејќи дека ја не знам да сурлам и дека ја не сум по тој спорт. Знаете како у Еквадор, кога се прават тие момачки вечи, кога ништо не правиш, на таа ноќ ти е дозволено све. Значи, тука можат и да шмркат, и да пушат цигари, и да пијат алкохол до безсознание. Пушењето цигари е најбезобразно и најнеприфатливо кај нив. И тоа е најсрамно да го прават. Пушење марихуана е сосема нормално и е во склоп на нивното културно живење. У градацијата на моето свирење се појави таа прекрасна една чудна женичка од своји 60 години и го соблече својот брусхалтер и ги вржа моите очи. Со нејзиниот брусхалтер и ме прашуваше дали ја гледам. Покушав да отворам око овака и па не гледам, али можда малку и дзиркам. Па и треба малку да дзиркаш. Пошто сега ние ќе правиме нешто, ти треба да дзиркаш, али у ствари да не гледаш. Ма боле затвори очи да не дзиркаш.
Не знам дали сакате да ви причам до кај идат нивните играри. Или боле да прекинам тука, а? Да не се соблазниме многу. Малце, да се соблазниме. Малце. Еботе, ја мислев дека имам све видено уживо. Сватив дека ништо не сум видел. Еби га си игам кили, срам, не срам. Ки издржиш сега све. Мајчице, мила моја. Наравно со Брус Халфер. Почна да ме соблака. Да ме гала, нешто да се враца. Мене не да не ми се дига. Ма ништо. Затоа што ја знаев Ерика. Ерика е наш агент, Ерика е пријателка на мојата жена. Ерика ќе се отрезни утре и све ќе и каже на Гордана. Кој ќе се расправа, јебате се, Не, теткиците идат дале. Мене не ми се дига. Што е страшно за нив. И отиде таа теткица, вика, ја ќе му го дигнам сега, ќе му ебам мајката. Гол, ја потпуно гол. Држам лопките, свирам, они седат овде, се крљат од мене, ме галат, ништо. И ја слушам на кечуа прича оваа, као да ја не разберам шпански, вика, идам ја до соба, сај ќе му ставам, вика, пола литро на курец ќе му ставам, ќе му го дигнам, ќе му го скаменам. И иде она, значи, то ни у Скарфейс не сте овде. Овако у рука зима беланец од соба, како иде на кај мене и тече овако, и пага. Не ги зима панталоните, ги соблака и фрла. Тргам ја Брус Халфер овако, беланац ми е малец. Викам, будало една, знаеш ти ова колку кошта? Ова да те видат моите пријатели у Скопје. И ја, сите ги замишлям како се гладни, како би се наредили вака. Јас сум гледал по филмови дека стварно беланац ако ти стават на младичот, дека може да го укрута и така. И онда ја им објаснив дека мене не ми се случува ерекција, баш затоа што ја не гледам и затоа што ја можда конобарот тоа ми го прави, па ја не можам да се концентрирам, знаеш. И онда ме законла да ја тоа не го причам на жена ми, што ќе правиме сега и да дадам чесен Титов пионерски збор. Значи, баш ка Тито, баш ка Јованка. Јованка не ја мешаме со Тито, остана нова вечер. Знаете дека сите тие 6 после ми се упиша на приватни часови на клавир. За тие епизоди нема да кажувам во какво стanje беше мојот срамен орган, али на оваа журка ја би боле да прекинам сега, затоа што ја знам да сте вие коректни фери, дека тоа не би го испричале на Гордана. Али прв пат сега чувствувам срам, затоа што ме јаде малце нивниот срам, кој уопште не е срам. И Кили не јади говна више прекини. Чао. Фала многу на Кили, пред да се соблазниме, а има време вечерва, да ја чуеме и Лейла Каламоиќ.
Лила е писателка на раскази од Босна и Херцеговина. Изминатиот месец беше резиденцијален автор во Скопје, беше тука цел месец, утре си оди. А незината книга Викајте ме Естебан е навистина прекрасно четиво, кое што можете да го најдете сега и на македонски. Лила вечерва ќе ни збори на својот јазик и ќе се заблагодариме што ни ја интернационализира срамотата вечерва. Појавлjivo. Dobro večer. Ja sam prije nego što počnem moram kratko reći da Rumena kad me zvala, ja sam u glavi odmah imala koju priču, odnosno šta ću govoriti. I ona je meni poslala link da vidim na prethodna izdanja, međutim kako je stvarno bilo jako puno dešavanja i obaveza, ja sam to stigla pogledati tek sinoć i onda sam se uhvatila za glavu. Jer sam vidjela to treba biti smiješno. A ovo što sam ja u startu zamislila, pa i nije baš tako smiješno. Ili odnosno ono što je meni smiješno, često na to ljudi plaču. Tako da, a bilo je malo vremena da sad nešto mijenjam, pa eto šta ću sad, tako je kako je. Truću se da ne bude baš ni toliki crnjak. Samo moment. Da, druga stvar koju nisam znala je da su dozvoljene neke bilješke, ali evo snašla sam se. Nisu. A nisu bile, a mogu sad. Dobro, hvala. Ovako, počet ću samo s jednim kratkim citatom, jer je bitan za ovo što ću govoriti. Alan, mladi Grej, gurnuo je revolver u usta i opalio, tako da mu je sav potiljak raznesen. Ovo je jedan dio iz drame Tramvaj zvani Čežnje. Priča zapravo počinje na psihijatrijskoj klinici u Sarajevu. 2004. je godina i to je moj prvi dan hospitalizacije na psihijatriji. Već samo po sebi, kad tu dođete, to je već sramota, jel tako? Za vas, a i za ljude bliske vama, ali kad poludite, to je već skoro pa gotova stvar. Jutro je, ja se budim, nakon što u stvari to je drugi dan, ja se budim i vidim da stalno u moju sobu provjeruje neki mlad dečko, meni je tad 24 godine, njemu možda može biti 18-19. Onako smješka se, kao on bi da uđe. I ništa, ja ga gledam i on uđe, a usput jede keks. Mislim, meni zapravo nije ni do čeg, tad kad sam došla, bila sam skoro pa anoreksična, jer nisam nešto nikako od svih tih simptoma bila u stanju da jedem. I on uđe, pruži mi ruku i kaže, zdravo, ja sam Alan Gray. Ja pružim ruku, kažem, zdravo Lela, i nešto u meni odmah mi bude lakše, jer skontam ovaj luđi od mene. Ponudi mi keksom, ja kažem, ja ipak hvala ti ne mogu i ništa, on me gleda i kao ode on, ja kažem, haj ti, samo ti idi. Kasnije ja obiđem jedan krug po odjeljenju koje je zatvoreno i opet mi još malo lakše, jer nekako pomislim, pa svi su ovdje luđi od mene. Sad, uskoro meni uspostave terapiju i onda shvatim taj keks, jer ja odjednom dobijem neopisivu glad i samo počnem da žderem. I kad god onda Alan dođe i ponudi me nečim, ja nastavim, uzmem i tako se mi polako zbližavamo. Paralelno s tim pokušava se, moja doktorca, koja je na osnovu mojih simptoma zaključila da trebam biti hospitalizovana, pokušava sa mnom razgovarati, ne bi li ja njoj rekla na kraju čemu je, mislim šta je okidač, u čemu je problem. Pričamo mi tako generalno, rat, vrijeme poslije rata, smrti u porodici, sve. Ali kada ona mene pita nešto konkretnije, tipa pa šta osjećaš, šta misliš, ljubav, ja onda njoj kažem možemo sutra o tome i to tako traje danima. I onda ona se trudi da pokuša na bilo koji način dobiti, izvući nešto od mene i onda počnemo raditi testove. I znate, to su oni testovi prije svega kad vam daju apstraktne slike, odnosno mrlje, onda vi na osnovu toga treba da kažete šta vidite. Ja tad shvatim da stid jeste nekako jači od ludila, jer ja ne kažem što vidim. Ona kad pokaže sliku, ja prekrižim ruke i kažem vidim kukce.
Sad, treba sam napraviti jednu digresiju da kažem da ja ne mrzim kukce, da ih nekako i volim, ali eto ja i kad sam hospitalizovana već sam bila studentica filozofije i književnosti, a onda sam se nadala ako počnem tako pričati o kukcu, preobrazbi i tako dalje, da će to nekako simbolički doktorca shvat kako eto jedan dan se probudiš i sve je nestalo, ali eto. Uglavnom ja njoj ne govorim u čemu je stvar. Ali sam sve bliža s Alenom i on sve češće dolazi, međutim imam ja krize kad nastupe napad panike ili neke teže situacije, on tako trči, moljaka sestre da mi daju nešto, neki sedativ i tako brine se za mene. Osim što se brine za mene, puno pleše. I uvijek, to je ono što mi je bilo vrlo interesantno, kod njega sam primijetila da ima uvijek neke duge dukserce sa dugim rukavima, tako da mu se zapravo ruke i ne vidi, nego on djeluje kao neka ptica. I često mi čita dijelove iz Tramvaj zvani čežnje i posebno Blanš obožava Blanš i nešto stalno nju citira i o njenim izmaštanim ljubavima. I onda jedan dan više je došlo vrijeme do toga, ja ne znam šta ću, kome ću, sad mu kažem Alene, ja znam što sam ja poludila. On ušuti i sjedne pored mene i onda ja njemu prvi put kažem da zapravo dobro jest sve rat, porodica, smrti, ali da sam ja u stvari bila obsesivno zaljubljena u jednu ženu i da eto tako, otprilike počnemo pričati o tome i kažemo da je to bio u stvari glavni uzrok. On sjedi i šuti i prvi put odjednom samo vidim kao zavrne rukave i stavi mi ruke u krilo i ja vidim 2 reza. Sad ja sam dotad naravno saznala da se on zove Alen, da je iz jednog malog bosanskog grada i da se pokušao ubiti, zato tu. I znam da nije lud, ali nije jasno to ime. I ja njega pitam onda direktno, rekao dobro, ali hajde sad reci mi zašto Alen Gray. I onda on meni počne pričat, kaže, eto jeb ga nikad nije bilo lako, od malena su ga zadrkivali, zajebavali zbog načina kako hoda, kako govori, što je feminizirano, on se sam uvijek stidio toga, ali je volio da glumi i da pleše, jer je volio taj osjećaj da budeš svoja i da nisi svoj. I bio je u dramskoj sekciji, u školi i jedne prilike njegova profesorica odluči da postavi Tramvaj zvanu čežnje. Ali eto u nekoj njenoj koncepciji ona hoće da se na sceni pojavi i Alan Gray, kojeg zapravo nema, ali ona hoće da prikaže njegovo samoubistvo, jer se on ubio nakon što je Blanche njemu rekla da zna da je on homoseksualac i da joj se gadi. Ali ona, njegova profesorica kaže Alenu, ali to je uloga za tebe i sad s obzirom na svu tu situaciju i zadrkivanje i sve, nju neće, opire se, dajte bilo šta drugo, ona njemu kaže pa šta je, što pa mislim, Alene, to si ti. I svi se počnu smijat, njemu je grozno, on počne plakat, napusti on to sve, prekine glumit, ali i dalje u njega je uporno stidi, on koliko god se trudi da bude u skladu sa svima oko sebe, nikako ne može. A zapravo sve pukne jednom kad nađe neku svoju simpatiju i neko ih vidi kako se drže za ruke i ljube iza škole. Tad kad je pukla sramota i priča, to jednostavno nije mogao da podnese. Prekinuo je svaki kontakt s tim dečkom. Pročulo se u kući, s ocem je bilo najgore, govorio je da je on sramota, da je izrod, da ne znam šta, i njemu je pukao film, on je otišao u kupatlu i prerezao je vene. I nakon toga on to meni ispriča i kaže, eto vidiš, profesorica je bila u pravu, ja jesam Alen Gray. Sad to je trajalo. Mislim, pogotovo kad se na lijekovima, ti razgovori, sporije se govori i dugo to traje. I došlo je vrijeme vizite. I sad on mora u svoju sobu, ja ostajem u svojoj sobi, primila sam lijekove, sve, i sad to je već podmakla faza hospitalizacije
znaju nas dobro, ja i Alen smo mirni pacijenti. Puste nas nekada da izađemo zajedno i da zapalimo, ali ja prvo skontam, rekao, a sad kad sam već počela pričati, aj da odem u njegovu sobu i da mu kažem sve do kraja. I ja uđem, ja njemu kažem, dobro je to, ako si ti Alen Gray, onda sam ja Blanche. I onda on mene gleda, ja kažem njemu, znaš, Alene, nije mene stid što sam ja nju volila. Mene je stid što sam ja tu ljubav izmislila. I on gleda, ja kažem kako u stvari, to je bila prva žena, starija je u tom trenutku dosta bila od mene. Prva žena za koju sam ja uopšte saznala da je gej, ali nekako sam uvijek imala neku privlačnost prema njoj. I tad je život dosta bio nekako usamljen i ja sam sve svoje ideje, želje, ljubav projicirala u to. I eto, nekako, mislila sam da su sve prepreke samo izvanjske i da će to da se ostvari, sve do jednog dana kad je to nekako iznenada palo i kad sam ja shvatila da sam ja to sve izmaštala, da dvije samoće nikad nisu dovoljne i ne čine ljubav. I kad sam skontala da sam ja toliko jadna i promašena, da sam čak i ljubav izmislila i onda sam mu rekla, pa ima li veće sramote od toga. I tako smo se mi ispričali. On je rekao svoje, ja sam rekla svoje, manje više. Rečeno je tad bilo sve. Nakon toga nismo još imali šta pričati. On je otvorio svoju lajicu, izvadio 2 pudinga, mi smo opet jeli. Šta ćemo drugo? Jer smo stalno bili gladni. Ali kako sam rekla, već je noć pala. I sad kako sam rekla da su nas ipak, bili smo mirni, nismo pravili probleme. I to sam jedino zaboravila reći da je to zatvoreni dio bolnice. Zatvoren je blindiranim i prozorima i vratima. Jedino na kraju tog zatvorenog hodnika je jedno zvono. I onda kad pozvonite, sestre dođu, otvore vam vrata i vi možete da idete u drugi dio hodnika gdje je jedan prozor koji se može otvoriti, a na njemu su rešetke. Mislim, ne možete iskočiti, ali možete zapaliti, možete isprošiti ruke. I sad svi drugi spavaju u sobama, ja i on budni, jeli, sad mi bi da ih zapalimo, hajde otićemo pitat. I nije da sad priča ova generalna sa mnom i sa onom kao tu završava, ali recimo da tu noć ovako završava. Mi odemo do vrata, pozvonimo, sestra otvori mi, možemo zapaliti, ona hajde možete, ali nemojte dugo. Izađemo u drugi dio hodnika, otvorimo prozor, van je noć, sve nekako mirno, tiho. Samo je kao jedna ulična rasvjeta je upaljena. Mi šutimo, gledamo noć, nebo nekako mirno sve i dolazi malo u kuće. I mi gledamo u njega i počnemo se smijati u isto vrijeme. Alen kaže kako je lijep, a ja kažem kako je lijep. Hvala. Затоа што толку пластично ми покажавте колку е длабока траумата од срамот и колку едно пријателство може лесно да ја излече за разлика од институции. А со ова дојдовме при крај. Ме уште малку. Добро, повели. Следниот викенд е викендот на гордоста. Има фантастични содржини. За викендот на гордоста се погрижија Хайнрих Бел Штифтунг, Фондација Отворено општество, Министерство за култура, Европската унија и Цивика Мобилитас. За петерите секогаш има пари, се разбира, кога е криза. Со ова ќе ги завршиме овие фантастични приказни. Навистина сакам уште еднаш да им се заблагодарам на гостите што имаше ваква плејада на различни приказни кои што навистина го тематизираа срамот на многу необични и за мене исто прекрасни и трогателни начини. Благодарам уште еднаш до нашите гости. Голема благодарност до Коалиција Маргини за организацијата и Киро Митиро што ни го остави просторот. Имаме уште сат време за да одиме на изложба во МСМ на Велимир Жерновски, така што може таму да се видиме. Поздрав до сите, чао! Поздрав и само што се кратко, една голема благодарност од мене до Елена Михајлова во овој случај, затоа што ми се најде. Тоа е се. Добро. Поздрав! Чао!